Во ова издание, сега на 78 годишна возраст, најстариот избран претседател во историјата на САД се соочува со огромен политички предизвик, да ја насочи поделената нација кон иднината. Керка од родители мајка индијка, татко од Јамајка. За подемот на Камала Харис до втората највисока функција во Соединетите Американски држави. Во улога партнер на подпредседателката. Првиот втор джентлмен во историјата на Америка. Кој е Даг Емхоф? Ке ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Американците го поздравија новиот претседател. Изминатите месеци беа бурни за нацијата која и натаму е поделена, а милиони американци не го прифатија изборниот резултат. Керолин Персути прави профил на 78 годишниот искусен политичар кој во следните 4 години ќе ја води нацијата и која ќе се обиде да ја залечи. Исходот на изборите се решаваше во неколку сојузни држави, вклучувајќи и Пенсилванија, каде имаше многу тесна разлика. Актуелниот претседател и неговите поддржувачи тврдат дека имало многу нерегуларности во гласањето, додаваат дека тоа може да го смени исходот. Но откако американските новински мрежи проектираа дека демократот Џо Бајден има несоборливо водство, тој објави победа, најави градење мост за надминување на политичките поделби во нацијата. За сите што гласаа за председателот Трамп, го разбирам разочарувањето и самиот сум загубил неколку пати, но сега да си дадеме шанса едни на други. За време на изборната кампања, председателот Трамп потенцираше на социјалните немири враќањето на редот и поредокот, додека Бајден го критикуваше Трамп за неговото справување со пандемијата на COVID-19. Председателот Трамп заостануваше во анкетите. Тој одржа митинзи, каде ги потикнуваше поддржувачите во Мичиген и Висконсин, каде гласачкото тело беше поделено. 8 години Бајден беше подпредседател во мандатите на Барак Обама, играше голема улога во неговата администрација. За разлика од председателот Трамп, непознат во политиката, кога беше избран 2016-та, Бајден е искусен политичар, факт што го истакнуваше за време на кампањата. Ќе кажам нешто шокантно, знам како да направам да функционира владата. Избран за прв пат на 29 годишна возраст, Бајден бил избиран за јавна функција речиси 50 години. Ако се предпостави дека ќе биде инаугуриран на 78 годишна возраст, тој ќе биде најстара личност што положила заклетва за американски претседател. Тој е умерен и неговата умереност нормално би му одмогнала, но не и против Доналд Трамп. Луѓето имаа јасен избор. Бајден беше избран за кандидат од Демократската партија откако порази многу полиберални противници во примарните избори. Една од нив беше идната подпредседателка Камала Харис. Со оглед дека Бајден имаше речиси незабележителна кампања на терен поради загриженоста со пандемијата, кампањата беше исклучиво за актуелниот претседател. За време на јавниот настав во клучната сојузна држава Пенсилванија, Бајден говореше еден ден пред гласањето на 3 ноември. Утре ќе ставиме крај на председателството кое не успеа да ја заштити нацијата. Утре ќе ставиме крај на председателството кое потпали оган на омраза ширум нацијата. Исто така, еден ден пред изборите, Трамп изрази верба во Висконсин. Запомнете што реков пред 4 години. Јас сум вашиот глас и сите заедно ќе ја направиме Америка најдобра повторно. Тоа го правиме и ќе го направиме. Излезноста беше изразена во бројки без преседан за американските избори, на некои места 90% од регистрираните гласачи. Тесната разлика во победата покажува колку е поделен електоратот. Правните предизвици значат дека изборите конечно може да бидат решени на суд. И предстои огромен предизвик да се обедини поделената нација. Камала Харис испише историја со што стана првата жена подпредседателка во историјата на Соединетите Американски држави. За патот до незиниот успех, за тоа како стана втора најмокна позиција во американската влада. Историски момент за САД. While I may be the first woman in this office, I will not be the last. 56 годишната Харис му заблагодари на новоизбраниот председател Џо Бајден и на гласачите што ја избраа да стане првата црна и индиско-американска жена за подпредседателската функција.
Имаме жени во Врховниот суд. Ненси Пелоси е спикерка во Представничкиот дом, но не сме имале жена во извршната гранка, подпредседателка. Допрва треба да имаме председателка. Но не само тоа, туку да имаме жена што не е бела, жена од имигрантски родители кои дошле во оваа земја за подобар живот. Од мајка индика и татко од Јамајка. Таа пораснала во Окланд, Калифорнија. Нејзин мурал се наоѓа на училиштето во кое е била носена со автобус, како дел од напорите за расна интеграција. Дипломирала на Универзитетот Хауард, колеж за црнци во Вашингтон. Харис станала првата црна обвинителка во Сан Франциско во 2004 година и потоа главна правобранителка во Калифорнија во 2010-та. За време на протестите црните животи се важни летово. Некои прогресивни сили се жалеа дека Харис била построга обвинителка отколку што се прикажувала, дека заземала контрадикторни ставови за смртната казна и дека не инсистирала на одговорност кај полицијата за лошо постапување. Харис прво направи историја во Калифорнија кога беше избрана за Американскиот сенат. Важно е луѓето да видат луѓе на власт што личат како нив. Харис, која често зборува за незината улога како тетка и макеа, е мажена за адвокатот Даг Емхоф. Тој ќе биде сопруг на подпредседателката, што е сосема ново за историјата на Белата куќа. И додека најважна задача на подпредседателот е да биде подготвен, да ја преземе председателската функција ако биде потребно. Аналитичарите велат дека Харис може би исто така да ги искористи незините атрибути како прва. Таа ќе биде државничка која ги представува САД, но мислам дека ќе патува ни САД да ја покаже символиката на тоа што го прави. За крај на Newsflash, Камала Харис веќе испише историја во Соединетите Американски држави со што стана прва жена подпредседателка. Но кој е Даг Емхоф, првиот втор джентлмен во историјата на Америка? Погледнете. Сопругот на подпредседателката на САД, Камала Харис, Даг Емхоф, испише историја како прв маж кој бил во улога на партнер на подпредседател на САД. Ова е огромен чекор во напорите за родова еднаквост, вели Сара Роули, помошник професорка по историја на Универзитетот Депо, истовремено откривајќи уште колку многу останува да се направи. Ова е одраз на напредокот направен со децениските напори на феминистките да ги ограничат родовите улоги, но открива и дека има долг пат до родовата еднаквост, со оглед на фактот што првпат се наоѓаме во ваква ситуација. 232 години по првите председателски избори, 100 години по 19-тиот амандман и 36 години откако се гласаше за жена за подпредседателска функција. Емхоф е четвртиот маж што некогаш бил партнер на лице номинирано од голема партија за председателска или подпредседателска функција. Предходно, во 1984 година, се гласаше за Волтер Мондел, Джералдин Фераро, пошто следеа Џон Маккейн, Сара Пејлин во 2008 година и Хилари Клинтон, Тим Кейн во 2016. Емхоф се издвојува од досегашната пракса на многу начини, вели Метју Шмидт од Универзитетот Нью Хейвен. Господинот Емхоф ја напушта неговата досегашна работа, нешто што обично го правеле сите први или втори дами на САД. Мислам дека е важно, оти Џил Бајден не ја напушта незината работа. Емхоф не е христијанин, тој е евреин, што исто така е првпат. Тука е и бракот што е склучен во подоцнежните години по разводот од кој има деца. Во ова семејство подпредседателката е така наречена мамала. Харис вели дека децата на Емхоф ја викаат мамала, спојувајќи ги мама и Камала во еден збор. Таа твитна фотографија од неа и Емхоф насмеани ноќта кога Џо Бајден беше прогласен за победник на изборите. Запознајте љубовта на мојот живот, им рече таа на 11,5 милиони нејзини следбеници. Тука е крајот на петочното издание на Newsflash, на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер и пријатен викенд.